Ќе се обидам со најнормален вокабулар за сите да можат да разберат. Значи, ако можеме да бараме корен или некој почеток на сите овие работи, прво се појавува она упростување на системот со така наречената регулаторна гилотина 2007 или 2008, не знам сега точно, каде што претходниот начин за добивање на дозвола за работа, за било каков, не е само за угостителство, значи се водеше по принципот каде што вие поднесувате дека сакате да почнете со работа, па доаѓа надлежен инспектор или одговорно лице кое што е задолжено за тој терен, за таков тип на објект, ви укажува на грешки, ги елиминират и така натаму, и кога ќе исполните све, тогаш добивате така наречена употребна дозвола, технички приеми. Доаѓа лица од општина, од локална самоуправа или од... Не е важно од каде доаѓа, битно некој доаѓа кој што има надлежност тоа да го исконтролира. Добро. Со измените во законот, еве конкретно за минимум технички услови, значи тоа е исто така доста споменуван документ. Документ за исполнување на минимум технички услови, секој кој што има намера да отвори бизнис, значи посебно во угостителството, се оди во државниот пазарен инспекторат и таму се добива една листа која што таа е јавно достапна, секој што го интересира може да види објавена и на вебсајт и сите тие работи, кај што 95% од прашањата се со да и не. Значи, дали вие во објектот имате тоа, да. Дали ова имате, да. Дали колку квадрати и така натаму. Значи, таму буквално се содржат сите оние работи кои што државата ги пропишала како минимум технички услови за секој вид на угостителство, па и за кабаре. Сега, понатаму, значи, следниот чекор кој е? Поднесувате, нормално претходно имате фирма, имате документ од централен регистар и тие основни работи што се нели за водење на бизнес. Понатаму, за да добиете лиценца за кабаре, поднесувате документ, овој документ за минимум технички услови, копија, со останатите потребни документи ги поднесувате во Министерството за економија. Во Министерството за економија, според измените, може и по службена должност да побараат од ОВР или СВР, зависи кој е надлежен, значи од Министерството за внатрешни работи, мислење за сообраќајно техничко решение и за јавен ред и мир. Значи, тие две работи се кои што треба да ги исполнуваат. Значи, сообраќајното решение е, нели, каков е пристапот, дали има пристап за пожарни возила, дали има паркинг соодветен и така натаму, и она другото што е за јавен ред и мир, тоа е, значи, дали ги исполнува условите, да, во тој смисол и, например, ако се има лиценца сега оваа година, па наредната година побара, во меѓувреме има сериозни прекршувања на јавниот ред и мир, ако претходно се добило позитивно, наредното може да биде негативно, затоа што нели предизвикува сериозни нарушувања. Имам јас и информации, значи не сакам да шпекулирам, меѓутоа има случаи каде што и по негативно мислење на МВР, Министерството за економија пак има ексклузивитет дали ќе издаде или нема да издаде лиценца. Процедурата е во рок од 15 дена од поднесување на тие документи. Тука има и нели уплата за лиценцата, која што ја одредува советот на општината, каде што 50% од средствата одат во совет, 50% од средствата одат во државата. 15 дена има рок, во тие 15 дена треба да се издаде лиценца доколку Министерството за економија ги согледа сите работи. Сега, значи овде доаѓаме до проблемот. Проблемот кој е Министерството за економија механизам според законски утврдените работи да ги провери сите останати работи нема. Значи тука ни фали она сериозна дигитализација и интеграција на системот. Значи кога некое правно лице ќе дојде да побара не само во угостителство, во било која дејност, да побара нешто, кога ќе службеникот кога ќе го внесе во систем, треба да може да има достапност дали сите информации останати и пропрати кои што треба да ги има, дали ги исполнува. Исто така, многу интересна забелешка, тука е, значи, доколку не ви одговори Министерството во рок од 15 дена, пропишана законска казна во Законот за угостителство е од 25 до 50 евра за лицето кое што нема да ви одговори на време. Да не забораваме, секогаш тргаме нели од лошата страна дека не исполнуваат услови и така натаму и така натаму. Има објекти кои што исполнуваат условите како? Кои што поднесуваат, па пак чекаат со месеци за да им биде издадена лиценца. Со тек на време, таа дупка се продлабочува и почнуваат тие заобиколувања, нели, што треба јас да направам за побрзо да ја добијам лиценцата, што треба да направам за побрзо да ми одговорите и така натаму. Со тек на години, нели, со тек на години, од сите тие полека заобиколувања станува пракса и дури сега сме сведоци на ново ниво на корупција, каде што воопшто немало ни никаква процедура, него е
фалсификат лиценца со друг архивски број, со печат, со се е издадена, значи тоа е веќе сосема нешто ново кое што преседан кој што јас до сега немам видено таква работа. Премиерот